работниците, ако ви кажам по полисите за осигурување колку чини човечкиот живот, е навистина срамно и жално, бидејќи ако останете траен инвалидитет од таа повреда, ќе земете 10.000 евра, или ако загинете, семејството ќе земе 5.000 евра. Ете толку навистина чини човечкиот живот доколку загине на своето работно место. Што се однесува до најголемиот број на повреди и жртви, со сигурност можам да кажам дека се во прекувремените часови, кога се изморени работниците, кога немаат срце, ќе кажам, да одбијат работа и покрај тоа што знаат дека таа работа е небезбедна по нивната здравје и безбедност, односно работодавачот не обезбедил соодветна лична заштитна опрема. Статистиката покажа дека со 8 часа работа на градилиштата и доколку тој работник не доработи прекувремени часови или друга приватна работа, не стигнуваат платите кои што се во моментот во градежништвото, бидејќи статистички се помеѓу 35 и 40.000 денари, што согласно нашите податоци по синдикалната потрошувачка кошничка се далеку од доволни за да го прехрани семејството тој работник. Она што е констатирано, голем дел се опомени, има секако и казни, но немаме некоја позитивна судска пресуда кај што се утврдила вина кај друг, освен кај оној што загинал на работното место. Тоа е многу погубна политика, тоа е многу погубна статистика и не сме тука само да ги броиме повредите или жртвите, туку сакаме да апелираме дека мора итно да се поправат и условите за работа, и платите, и да се регулира убаво работното време, а не да ни се случува тоа што ни се случува секојдневно на терен. Голем дел од работниците били непријавени на своите работни места, па понатаму се бараат нови начини како да се изигра целиот правен систем и да не се докаже вина кај друг, освен кај оној што се повредил или загинал на работното место, и не видовме некоја светла точка на крајот на тунелот дека друг одговара освен оној што го снашла белја на своето работно место. Да се слушаат сите оние работни места што ги пријавуваме дека таму имаме дојава, има работници на црно, има плата во плик и така натаму, и да бидат малку повеќе строги, да не кажам немилосрдни према газдите кои што навистина за цена да возат Порше или некој скап Мерцедес джип, не му е гајле дали работников ќе отиде жив и здрав дома при семејството или ќе загине на работно место.